Бројни реализирани проекти со кои општина Кривогаштани наместо рурална се повеќе добива карактеристики на урбана локална средина. Ова општина полека, но сигурно станува пријатно место за живење, а доказ за тоа е изголемениот наталитет, за реализираните проекти како и за идните планови и визии. Во денешното издание на емисијата Јавни политики разговараме со градоначалникот на општина Кривогаштани, господинот Тони Затковски. Добре дојдовте. Добре ве најдов и еден голем поздрав до сите гледачи на Мега телевизија. Да започнеме. Ова е ваш прв мандат како градоначалник на општина Кривогаштани. Со какви очекувања и планови стапивте на оваа функција? Ова е за мене прв мандат, како што рековте, едно ново искуство, бидејќи претходното моје работно искуство беше во една сосема друга насока, една друга категорија на работа, меѓутоа како со моето доаѓање како градоначалник имам една голема визија за нашата општина, бидејќи сепак општина Кривогаштани наоѓа доста добро геостратешко место во Република Македонија и во Пелагонискиот регион. Имено со моето доаѓање, значи како кандидат претходно имав планирано околу 70 проекти за реализација во 4-годишниот мандат. Меѓутоа, како одминуваше времето, се повеќе и повеќе растеа проектите, така да до овој момент општината има реализирано над 100 проекти, а додека околу 100 проекти се во фаза на реализација. Имено и самите бројки може да го покажат тоа, бидејќи 2015 година имаме буџет од околу 2 милиони денари, односно евра реализација, а додека за 2016 година општина Кривогаштани планира да реализира буџет од околу 4,5 милиони евра. Средствата се зголемуваат. Дали досега генерално се исполнети вашите очекувања? Генерално да, сите планирани активности, сите планирани проекти што ги имаме заедно со локалната самоуправа, односно тимот во локалната самоуправа се реализирани, останува еден мал дел да се реализираат во наредна година со оглед на временските услови, меѓутоа се работи за проекти кои што веќе општината има обезбедено парични средства. Кажавте дека кога стапивте на оваа функција имавте предвидено една динамика на реализација. Се исполнува ли? Да, динамиката се исполнува, дури повеќе од планираното. Имаме доста динамични активности, секојдневни активности, така да нема време за застои и се надевам дека наредната година ќе имаме уште поголема динамика, бидејќи самата општина, самите населени места имаат право да добијат тоа што им го ветив, а со поголема динамика ќе добиеме многу поголема, ефикасна, да речем, општина и многу реализирани проекти. Во изминативе 2,5 години, општина Кривогаштани доживува вистинска ренесанса во сите сфери од општественото живење. Се градат голем број историски и капитални проекти. Наголемо се реновираат сите училишта, се градат градинки, повеќе наменски игралишта, спортски сали. За прв пат во историјата на општината се отвори итна медицинска помош, а за неколку денови Кривогаштани ќе го добие и најмодерниот добиточен пазар во Македонија. Вкупно, во изминатиот период во општината се вложени околу 5 милиони евра, или секој ден како проекти се инвестирале по 5.000 евра. Прво и основно морам да ги споменам урбанистичките планови што се предуслов за изградба на овие круцијални капацитети во општината Кривогаштани. Тука е сточниот пазар, комплетно се реновирани 3 основни училишта, односно едно централно и 2 подрачни основни училишта. Голем дел се инвестираше во здравството, имаме комплетно реновирана амбуланта, комплетно нова медицинска помош која работи во склоп на итната медицинска помош од Прилеп. Тука имаме, значи, моментално кои што се во тек активности на 2 канализации, односно канализации во населените места Слави и населеното место Крушени. Имаме асфалтирани некаде околу 5 километри асфалт. Тука е, да речеме, завршената канализациона постапка, односно завршената канализација во самото место Кривогаштани. Најмногу средства се реализирани во образованието, околу 1 милион евра, и се реконструирани голем број на патишта и улици. Исто така се работи и на економскиот развој на општината. Во селото Славеј се изгради индустријска зона, каде се продадени сите 8 парцели. Тука веќе работи една фабрика за преработка на пиперки, а наредната година се очекува да се изградат и 2 фабрики за преработка на замрзнат зеленчук.
Освен оваа зона, Кривогаштанин ќе гради уште една поголема индустријска зона, која ќе се простира на околу 550 хектари и за која веќе има заинтересирано повеќе странски инвеститори. Да ја споделам и оваа информација која што ги добив лично од инвеститорите. Овие денови два странски инвеститори имаат уплатено парични средства на јавниот повик на Министерството за земјоделие за купување на земјоделско земјиште, односно земање под концесија во атарот на населеното место Слави. Се работи за површина од некаде 550 хектари земјоделска површина, а истите имаат намера едниот да инвестира во производство на пченка и производство на масло од пченка, додека за другиот се работи за производство на крави, односно да отвори голема сточарска фарма и огромна кланица која што ќе функционира за производство на млеко, па и млечни и месни производи. Едниот од инвеститорите бил од Турција, а другиот од Дубаи. Инаку се уште во тек е јавниот повик на Министерството за земјоделство за оваа парцела, кој ќе трае до крајот на јануари, а се очекува на повикот да се пријават и други инвеститори од странство. Реализирани голем број на капитални проекти. Кои беа приоритет за општината? Општина Кривогаштани воспостави приоритети при реализација на проектите, меѓутоа ниеден сегмент не беше изоставен во реализирањето на истите. Имено најголем акцент ставиме во делот на образованието, делот на социјалната политика, како и во делот на комуналната и патната инфраструктура. Имено за илустрација само да напоменам дека во сферата на образованието во општината се инвестирани 1 милион евра. Комплетно се реновирани 3 училишта, оградени се сите училишта, значи имаме 2 централни основни училишта, едното е во населеното место Кривогаштани, а другото во населеното место Врш. Радува фактор, како што напоменавте, дека имаме зголемен наталитет. Ние сме една од ретките општини во Република Македонија. Па оваа година се надевам ќе завршиме со 3 пати поголем зголемен наталитет во однос на претходната 2014. Кога сме кај инвестициите, има голем број на инвестиции во патната инфраструктура. Кои проекти се досега реализирани? Во патната инфраструктура општина Кривогаштани има инвестирано над 1 милион евра и вклучително, ако го ставиме тука и проектот на комплетна реконструкција на регионалниот пат Кривогаштани Воѓани, се работи за досега инвестирани 2,5 милиони евра, бидејќи се работи исклучиво на асфалтирање на битни локални патишта во населеното место, како и дел реконструкција на регионални патни правци. Инвестициите во голем дел се од владата на Република Македонија, меѓутоа општината со своји средства учествува во истите. Кои се плановите за иднина во однос на патната инфраструктура? Па, во нареднава година, преку Светска банка, општина Кривогаштани обезбеди 200.000 евра средства, ќе се асфалтираат 2,5 километри на локални патишта во 3 населени места. Како што ви напоменав, ќе имаме комплетна реконструкција и проширување на регионалниот пат Кривогаштани Вршани Воѓани, а преку Агенцијата за финансиска поддршка очекуваме, значи исто така наредната година да се асфалтираат барем уште 2 километра под асфалт и кои што комплетно ќе бидат обезбедени од владата, меѓутоа планираме и урбанизација, односно урбано поставување со тротоари и вичњаци, каде што веќе до крајот на август, да речем, идната година, народот ќе ги види сите благодети од функционирањето. Функционира индустријската зона Слави во општина Кривогаштани. Колку од парцелите се продадени? Дали има изградени капацитети и дали се најавени нови инвестиции? Индустријската зона Славе е комплетно распродадена. Моментално функционира таму една фабрика, тоа е Кривогаштани Промет. Во тек се изградувани уште 2 фабрики за производство на зеленчук, кои што се надевам према најавите од инвеститорите веќе наредна година ќе почнат со откуп и преработка на земјоделски производи. Она што беше обврска на општината во однос на индустријската зона е завршена. Да, значи ние изготвивме комплетна планска документација. Моментално се работи на изготвување на посетни активности во делот на асфалтирањето, односно инфраструктурата во самата индустријска зона и се надевам дека теком ќе решиме тие проблеми 2016 и 2017 година.
Општина Кривогаштани е една од општините која потпиша договор со Агенцијата за финансиска поддршка при владата на Република Македонија. Општината со финансиски средства обезбедени од страна на агенцијата е планирано да реализира неколку проекти за кои е аплицирано преку општината и Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Преку Агенцијата за финансиска поддршка општина Кривогаштани аплицираше во 2013 година, каде што со финансиските средства обезбедени исто така преку владата на Република Македонија, односно Агенцијата за финансиска поддршка, беа обезбедени некаде околу 400.000 евра, каде што се аплицираше за два проекти. Еден од тие проекти кои што е во завршна фаза е сточниот пазар во Република Македонија, ќе биде еден од најдобрите сточни пазари и пошироко во регионот, чија што инвестиција е некаде околу 300.000 евра, а додека останатиот дел од финансиските средства беа употребени за изработка на урбанистички планови за сите населени места во нашата општина. Вкупната инвестиција предвидена со овој договор е проценета на 820.000 евра, а ќе се инвестира во патната и комуналната инфраструктура. Благодарение на владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка, овие финансиски средства кои што се издвојуваат за таа намена, значи се од големо значење за малите општини како што е општина Кривогаштани. Се надеваме дека во наредниот период тие проекти ќе бидат реализирани, односно сигурно ќе бидат реализирани, што представува голем успех како за подобрување на животот на населението, така и за развој на општините како што е општина Кривогаштани. Жителите на општина Кривогаштани се задоволни од досега реализираните проекти, кои се значајни за подобрувањето на животот во оваа рурална општина. Благодарение на владата на Република Македонија, што вложува по малите општини, да речем, како што е општина Кривогаштани, сме многу задоволни. Начело со градоначалникот, сите проекти што имаме онадено се реализирани. Благодарение на градоначалникот што сите досега проекти што ги реализира, тек и уште реализира, има направено, изградено кино, спортски сали, повеќе наменски игралишта. Средствата што ги добиваме од Агенцијата за финансиска поддршка и развој на општина Кривогаштани се од огромно значење за нашата општина. Ние сме мала општина, меѓутоа со тие средства се гради и сточното пазариште, кое што е од огромно значење за населението. Вкупната вредност на проектите кои се одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка за сите општини од 8 плански региони е 2 милиарди и 55 милиони денари. Најмодерниот сточен пазар во Република Македонија беше најавен за во Кривогаштани. Докаде се работите со сточниот пазар? Со задоволство можам да кажам дека сточниот пазар е комплетно завршен, се работи за едно грандиозно издание, едно од најдобрите не само во Република Македонија, туку и по широкиот регион, и според нашите планови покрај тековната употреба за сточен пазар, планираме истиот да го искористиме за еден меѓународен саем, кој што ќе стане традиција, саем каде што ќе успееме од поголем број на земји, посебно соседните земји, да донесеме повеќе број на грла на добиток или ситна стока, кои што ќе бидат презентер на самата општина, не само Македонија, туку и пошироко. Изградба и на паркинг простор на сточниот пазар? Исто и паркинг просторот е завршен, се работи за инвестиција од 50.000 евра, кој што ќе биде наменет исклучиво за потребите на сточниот пазар. Во наредна година обезбедени се и парични средства за комплетна изградба на зелениот пазар, се работи за инвестиција од 110.000 евра, така да тој комплекс ќе биде целосно заокружен за потребите на населението. Значи ќе имате еден целосен комплекс веќе наредната година од сточен и од зелен пазар. Неодамна беше отворена и канцеларија на Министерството за земјоделство. Кое е значењето на жителите на Кривогаштани? Ќе имаат ли олеснување при информирање и аплицирање за поволностите? Секако, покрај таа канцеларија функционираат уште 5 канцеларии подрачни на соодветни министерства и во целост ќе бидат задоволени потребите на локалното население. Канцеларијата на Министерството за земјоделие планираме да биде пуштена комплетно во употреба веќе после нова година.
Владата на Република Македонија продолжува со поддршка и инвестирање во земјоделството. Ова го истакна заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски во текот на неговата посета на општина Кривогаштани. Тој посочи дека тоа се директни инвестиции, значајни за подобрување на земјоделството и инфраструктурата. Ние продолжуваме и понатаму како влада на Република Македонија да ја реализираме програмската определба да инвестираме во директни плаќања по 5-6 милиони евра на годишно ниво, само во делот на директните плаќања и во делот на она што значи инвестиции во руралната инфраструктура и во поддршка на инвестиции во механизација, подигање на овошни насади, инвестиции во водостопанството, во делот на проширувањето на мрежата за водоснабдување и за наводнување на земјоделските површини, бидејќи се планирани огромни средства во делот на водостопанството, како што знаете имаме 10 годишна програма каде што опфаќа и во делот на Прилепскиот регион, значи посебно само за овој дел, значи во делот на инвестициите во водостопанството планираме за 10 години да инвестираме 200 милиони евра. Костадиновски подсети на владината одлука за намалување на каматите за користење кредити од Македонската банка за поддршка на развојот од 3 на 2%. Тука придонесуваме со намалување на кредитите за оние кои што сакаат да прибават обратни средства кои што им треба тековно за финансирање на земјоделското производство, како и за инвестиции во основни средства во изградба на објекти, на магазини, на згради, помошни згради, кои што се во функција на обработката на земјоделските производи, исто така да се обрадат до Македонска банка за поддршка на развојот, бидејќи таму се обезбедени некаде околу 10 милиони евра, од кои што до сега 3 до 4 милиона евра се искористени, постои потенцијал од 6 милиони евра и тие ги ставаме на располагање на земјоделците. Градоначалникот на општина Кривогаштани Тони Затковски посочи дека општината во моментов користи средства за 8 проекти. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделските општини како нашата, општина Кривогаштани има аплицирано во двата повици 2013 и оваа 2015 година со вкупно 8 проекти и еден проект преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и вкупните инвестиции се некаде над 1 милион евра. Истите тие средства ќе бидат искористени во подобрување на комуналната и патната инфраструктура и посебен акцент ќе ставиме на канализациите. Општина Кривогаштани инвестираше околу 300.000 евра во изградбата на добиточниот пазар кој ќе биде еден од најголемите во Република Македонија. Кои од проектите се однесуваат на водоснабдувањето и канализационата мрежа, а до сега се реализирани и таму имавте бројни проекти? Имаме бројни проекти, веќе наредната недела ќе потпишеме договор со изведувачот за комплетно изградба на две нови канализациони мрежи во населените места Крушејани и Слави, а додека во Кривогаштани канализационата мрежа е веќе комплетно реализирана. Моментално се изработуваат проекти за изградба на канализациони мрежи и во останатите населени места и според динамиката се надевам веќе до 2018 година комплетно општината ќе биде покриена со тој вид на потреба за самото население. Има ли некаде приоритети каде најбрзо мора да се реагира еве со ваков тип на инвестиции? Па ние во секој поглед инвестираме во сите сегменти, во дело на здравство, напоменав дело на образование, исто така за прв пат отвориме и детска градинка, веќе вториот дневен центар е при крај за реализација и се надевам дека до нова година тој ќе биде пуштен во употреба и доколку има потреба ќе отвориме и трет дневен центар во самата општина за потребата на најмалата популација. Меѓутоа во секој случај потребите на населението се во повеќе делови и ние секаде ќе инвестираме каде што ќе се појават потреби за самото население. Ги споменавте најмладите и секако образованието, реконструкција на училиште, успешна работа на градинката, повеќе наменско игралиште и изградба на спортска сала. Повеќе наменското игралиште веќе е завршено, во тек на изградба ни е спортската сала во склоп на основното училиште Манчо Матак, а додека според најавите од владата во наредната година и 2017 година ќе имаме реализација уште на едно повеќе наменско игралиште и уште една спортска сала во населеното место Обршен. Неодамна започна со работа и итната медицинска помош во општината. Ова е за прв пат во општина Кривогаштани ваков тип на услуга за жителите.
Благодарение на Министерството за здравство во општина Кривогаштани имаме комплетно реновирана амбуланта, односно здравствен дом, а во склоп на таа амбуланта веќе се почна да функционира и идната медицинска помош, која што за сега функционира од 20 часот до утринските часови до 8, додека не се оформи комплетен тим за да покрива 24 часовно, да речем, присуство на здравствени лица во самата институција. Итната медицинска помош која опфаќа целото подрачје на општина Кривогаштани, со колку вработени функционира и со колку возила располага? Моментално располага со еден тим кој што доаѓа од итната медицинска помош од Прилеп со едно возило, меѓутоа планува како што ви напоменав, да функционираат 4 тимови со 4 возила и комплетно да биде покриено не само територијата на општина Кривогаштани, туку и соседните општини Крушево, Долнени и дел на општина Прилеп. Збратимување на општина Кривогаштани со општина Скила од Република Романија. Најавивте дека веќе од наредната година ќе започнат активности за соработка на повеќе полиња. Ние официјално и подпишавме меморандум за соработка, очекуваме до нова година да дојдат представници од самата општина, извршивме добра презентација на производи од нашите производствени капацитети и сметам дека покрај збратимувањето со соодветната општина од Република Романија ќе благодат ќе видат и фирмите кои што гравитираат во нашата општина, бидејќи со самото отворање на уште 2 фирми во нашата општина, односно во индустријската зона Слави, производството на земјоделски производи ќе нарасне за многу повисоко, како и готовите производи кои што планираат истите да ги работат во самите фабрики. Пред сега ги гледате поволностите на економски план. Дали може би се разговараше и за соработка на некои други полиња? Во секој случај ќе имаме размена на искуства во делот на културата, во делот на образованието, али најмногу во секој случај ќе посветиме внимание на економијата. Пред самиот крај на нашиот разговор, која е вашата крајна цел и да откриеме некои од плановите за во иднина? Крајната цел, општина Кривогаштани со сите населени места да прерасне во една урбана општина, урбано место за живење, каде што младите, односно ќе спречиме комплетно миграцијата, сакам младите да останат во самата општина, а единствен предуслов за нивно останување, зголемување на наталитетот е да добијат соодветни услови за живот, посебно во комуналната, патната инфраструктура, во дело на во културно-забавниот живот, во дело на образованието, значи сите сегменти потребни за едно нормално функционирање на населението во општина Кривогаштани. Споменавте дека сакате да ги задржите младите во општина Кривогаштани, нудите повеќе проекти за во иднина. Што велат младите? Досегашните искуства и досегашните контакти што ги имам со младата генерација кажуваат дека најголем дел од потребите нивни се, значи, нормално комуналната инфраструктура. Младите сакаат да останат во нашата општина, меѓутоа сепак за нивно останување потребно е да имаат екзистенцијални услови во развој на земјоделието, во обработувањата нивни и секако нормално содржини каде што истите можат да ги остварат своите потреби. Да откриеме некои од плановите за во иднина. Наредната година споменавте дека ќе има инвестиции повторно во патната инфраструктура, голем градежен инвестициски бум, еве да кажеме. Ајде малку повеќе за гледачите околу конкретните планови. Значи, во наредна година ќе почнеме со изградба, напоменав, на 2 канализациони системи во 2 населени места. Ќе се исклучиво ќе инвестираме во асфалтирање поголем број улици, а посебно наредна 2016 и делот од 2017 година ќе го посветам на проекти во останатите населени места, бидејќи во овој момент се соочуваме со еден проблем што значи урбанистички планови. Општина Кривогаштани е една од првите општини во Република Македонија кои што се урбанизираат сите населени места. Веќе 50% населените места имаат добиени урбанистички планови, така што самата општина, самите проекти веќе дозволуваат да бидат инвестирани во соодветните населени места. Најголем дел ќе се инвестира во Воѓани, ќе се инвестира во Бршани, Бела Црква, Пашина Рувци и Боротино, бидејќи во овој момент инвестициите во тој дел стагнира токму од тие урбанистички планови.
Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во телевизија Мега и за одвоеното време за овој разговор. Ќе ви посакам бројни реализирани проекти во иднина, уште повеќе зголемен наталитет и секако да ги задржите младите со успешна реализација на сите планови. Ви благодарам јас за вашата покана. Ова е моје прво гостување во Мега телевизија. Ви благодарам и за довербата што ми укажавте и се надевам дека во наредниот период ќе имаме уште бројни вакви емисии и бројни представувања на голем број проекти во општина Кривогаштани. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на емисијата Јавни политики. Разговаравме со градоначалникот на општина Кривогаштани Тони Затковски. Ги сумиравме до сега реализираните проекти. Ги најавивме плановите за воиднина, ги најавивме целите кои ги имаат поставено за развојот на општина Кривогаштани. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и ќе ве поканам на уште една средба. Наредниот вторник 21 часот на телевизија Мега. Пријатно!